Светскиот ден на здравието. Во првото гостување го посветуваме на тоа каков кадар продуцира нашето македонско здравство. И сега, ќе почнеме се разбира од средното медицинско, доктор Панче Караѓозов, за потоа да завршиме на медицинскиот факултет, но треба да поминате 6 години, па плюс уште како уште една, па плюс специјализација, многу и учење за цел живот, но ќе ги прашам дали се разбира вреди на крајот од денот. Мила Јорданова од мојата десна страна, таа е ученичка во средното медицинско, доктор Панче Караѓозов, а до неа е Надица Танчева, таа инаку председателка на факултетското студентско собрание на медицинскиот факултет во Скопје. Добро утро официјално. Добро утро и благодариме на поканата. Вие сте идниот медицински кадар кој што треба да не лечи нас. Свесни сте, да, се разбира. Создава ли тоа некоја посебна тежина кај вас, дека во ваши раце се човечки животи? Неизменично може како ќе ви дојде така? Да, нормално дека создава, меѓутоа ние свесни сме за тоа и баш поради тоа апсолутно премногу се трудиме во нас на нашето образование, да секојдневно нели се надоградуваме, постојано да учиме и да следиме еден континуиран раст, бидејќи тоа е нели многу важно во нашата професија. Се согласувам во целост, голема обврска е и ама на крајот мислам дека вреди. Добро, кога ќе се спомене медицина, еве да започнеме од средното, како ученичка во средното доктор Панче Караѓозов, медицинско училиште. Веднаш за нас обичните луѓе е перцепцијата дека тоа е нешто многу тешко, и дека трае многу, и дека веројатно и посебна жртва бара од вас, од почетоците на образованието. Па какво е македонското медицинско образование? Искрено, запознаена сум со овие реакции, уште пред да се запишам во средно. Ги имаше тие реакции како многу е тешко, немој, не се запишувај. И сепак, прва година можам да кажам дека е во глобала тешка, но мислам дека е тешко самото приспособување, самата навика, повеќе отколку самото учење. Значи тоа е нов предизвик во животот, нели треба да се приспособиш на нов круг на луѓе, нови принципи на учење, нели многу поразлично од основно училиште каде што е повеќе така, да речам, смешно. Добро, да. Но мислам дека самите навики го прават потоа лесно и во прва и втора година се заснова повеќе на теоретско учење. Мислам дека и тоа е нешто што го прави исто така тешко, затоа што веќе во трета и во четврта почнуваме практична настава и оди некако наизменично и ни е полесно да ги сфатиме тие проблематики за кои станува збор. Какво е македонското медицинско образование? Подоцна. Медицинското образование кај нас во државата е еден темелен, интензивен и долг процес кој што на студентите не награди само како идни лекари, туку награди и како личности. Впрочем, ние нели уште од првиот ден се соочуваме со комплексноста на човековото тело, со одговорноста која носиме со секоја наша одлука, како и со потребата од тоа да мора да постојано да учиме и да се надоградуваме. Исто така важно е дека имаме многу инспиративни професори кои што без мислам тоа е најважно реално за да ве задржат, да, и заинтересираност да задржат, кои што ни го споделуваат нивното знаење, како да кажам, несебично. И тоа нели нас не дава поттик и они играат голема улога во тоа какви лекари ќе станеме ние. Меѓутоа на крајот од денот се останува на студентите колку они ќе вложат во нивниот процес на учење, колку ќе напредуваат и тоа јасно мора да го порачаме дека секој студент кој што планира да се запише на медицински факултет мора да има особена љубов према медицината, за да може овој долг процес кој што трае на почетокот, нели сега дополнително плюс средно медицинско ако се запишат, ако биле запишани некои од учениците, трае 6 години, понатаму до животно, така да мора да има љубов према медицината за да може да се оди низ овој пат. Добро, Мила, кажа дека праксата започнува во трета и четврта година. Дали тогаш всушност започнува и вистинското учење на медицината, кога ќе започне праксата, кога стануваш свесен за професијата, идната професија која што ја одбираш? Мислам дека апсолутно тогаш почнува всушност целиот тој процес на учење, затоа што пред тоа, како што реков, се базира на теоретски и се е некако да не речам празни страници, но сепак го читаш што и не знаеш за што точно се работи. А вака, например, тие клинички слики, тие симптоми, тие едноставно болести, кога ќе ги видиш во живо, кога ќе видиш на вистина тој човек пред тебе со што се бори секојдневно, мислам дека потака се јавува некое емпатично чувство, некое
едноставно медицинска љубов. И да почнеш помогнеш. и почнеш веројатно и дома да ги личиш сите, не знаејќи. Да мерам крвен притисок. Да мерам се што треба да пробирам. Надица, што те фасцинира најмногу кај ги спомена професорите, кај професорите, особено кога е праксата во прашање. Верувам дека тука е најголемиот клуч на цело знаење кој што ќе ви се пренесено и заинтересираноста за професијата. Што најмногу фасцинира? Споделување на се она што поминале или вистинскиот приказ, реалната слика, пациентот, тоа и тоа му се случува, погледнете, видете, што е тоа што задржува? Јасно. Јас кога ги гледам нашите професори, асистенти и сите доктори, прво нешто што забележувам е емпатијата која што имаат према пациентите, која што е особено важно бидејќи влева доверба кај пациентот и сите ние кога одиме на лекар сакаме да бидеме некако подсмирени за нашата ситуација бидејќи сме нели загрижени за одредена болест, не дај Боже. А дополнително и многу ме инспирира самиот концепт на размислување кој што не го пренесуваат професорите. И верувајте дека начинот на кој што професор може да ти пренесе знаење, не само она класично знаење што го пишува во книгата, него да ти создаде еден концепт на размислување кој што ќе ти користи не само во тој предмет за кој што нели го предава професорот, туку во сите предмети. И она е тоа што ги прави нашите професори да се инспиративни, да ни го задржуваат вниманието, бидејќи нас предавањата ни траат долго време, ако не ни ги направат интересни, нема да бидеме со толку големо внимание да ги слушаме. Да, нема толку многу да бидете сигурни дека е тоа. Имавте ли некој тест во студирањето кога си рековте дали е ова за мене? Па искрено, сега со трагедијата во Кочани, баш бев сведок дента на настанот и кога видов толку доктори во години, нели искусни врвни доктори, што дури тие не можеа да ги сопрат своите емоции, едноставно прелија во солзи, бев сведок на тоа. Тука мислам дека се замислувам дали можам тоа да го издржам психички и дали можам, ако можам психички, дали можам тоа и да го пренесам на пациентите, бидејќи нели психолошката поддршка е дури поважна можеби од физичката, затоа што тие пациенти се паднати нели повеќе психички за својата болест. Да. И мислам дека тоа е пред се она што ме запрашува дали всушност би одела понатаму. Вака во средно. Што си рече на крајот? Се уште се немам одлучила. Најдите. Секако дека да, и навистина сметам дека е здраво да се приспитаме дали можеби некогаш сме за одредена Мислам дека сите ние го имаме тоа во еден дел, било која професија. Да, меѓутоа сметам дека тие се моменти на слабост, кога имаме многу испити, кога имаме стрес за истите. Меѓутоа во разговор со колеги секогаш сме размислували, сме говореле, не би се замислувале да сме на друга професија освен ова, така да тоа кажува се и мислам дека воопшто не би можела јас да се видам во друга професија, не би можела ништо друго да студирам ниту да работам. Мила, се согласувам со тебе дека за било која професија дека е многу важна и психолошката поддршка и кај нас, велам исто, секогаш и со колегите зборуваме, кога мора да ставиш една професионална маска, а на крајот од денот си сепак човек, нели да ги преживуваш сите работи. Има на факултет во средно се посветувале некој внимание на таа психолошка поддршка, се разговарали, ве припремаат ли? Па искрено мислам дека тоа не е нешто на високо ниво во средното бар, најца нека каже на факултетите, но мислам дека треба за тоа да се зборува стварно, бидејќи како што реков, тоа е најважното, затоа што некој ако навистина не може тоа да го преживее, да го доживее, едноставно да го пренесе на друг, мислам дека нема поента само да се измачува самиот тој психички, бидејќи нит самиот на себе ќе се помогне, нит на друг. Ние на нашиот факултет искрено имаме советувалиште за студенти по медицина, кое што работи со студенти и со... Го посетуваат ли? Или повеќе со докторите се консултираат, да речам, во таа нека непосредна комуникација? Да, го посетуваат, ние се организираат и работилници, меѓутоа и на официјалната, мислам на страната која што ја држи советувалиштето за медицина, пред секоја колоквиумска, по секоја колоквиумска се објавуваат постови, разни инспиративни пораки кои што добро, еве како да не, вака беа, од 60 до 80 испити, јас морав да ги пресметам, ова е чудо. Да не ги споменеме претходно колоквиумите. Да, многу. До 8 колоквиуми, па за да дојдеш до испит, па тоа е
Плюс годините, не сакам да пресметувам, само ќе прашам зошто во текст се уписите, зошто да се запише. Ајде прво, средно медицинско, а потоа медицински факултет. Јас мислам дека е преубава струка како прво, значи навистина вреди да се помогне на некој што е нели на некое пониско ниво во животот од нас. Првенствено тоа, но сметам дека најважното нешто е пред се да сме со своја желба, затоа што според мене љубовта за медицината не се раѓа од после, туку треба да ја имаш и треба да имаш желба за тоа. И еве сведок сум на мои врстници сега што се нели со мене во средно училиште, дека тие што се дојдени тука под нечие влијание, дали на блиските, на мајка, на татко и така натаму, мислам дека тие никогаш нема да родат вистинска желба за медицината затоа што се со некоја сила дојдени овде, а оние што се навистина дојдени по своја желба едноставно. Тоа може уште од сега да се види, така? Да, јас мислам дека тоа стварно навистина се гледа затоа што едноставно се гледа кој работи со љубов, кој работи со секогаш да, се согласувам, Најдица. Секој што се гледа како иден лекар, медицинска сестра, радиолог и се што медицинскиот факултет во Скопје, го охрабрувам да се запише на медицина поради тоа што пружањето помош некому и подавањето рака на оној кој што му е најтешко, колку што може да ја наполни сопствената душа, мислам дека ништо не може, па затоа сите кои што имаат љубов према медицината ги охрабрувам да зачекорат кон тој пат и да се искачуваат нели високо до целта. Најхуманата професија апсолутно што постои, и што по завршување на факултетот. Ова го оставам на Надица. Се уште не се размислува добро, Надица. По завршувањето на факултетот се отвара еден нов Тие 100 години после? Да. Како доаѓа? Значи, како нели нашиот факултет е 6 години за општа медицина, понатаму следат нели стажови од лекарска комора за да се стекнеме со право за полагање на лиценца и дополнителен уште 6 месечен стаж кој што ни е потребен како услов за специјализација. Сега, јас сметам дека самата држава и самиот систем треба да ги зачува лекарите професионалци кои што 6 години се трудат интензивно и инвестираат во себе, да ги задржат, да направат некоја стратегија и соодветна систематизација, бидејќи ние како млади професионалци кои што сме вложувале во себе, треба да имаме широм отворени врати, за да можеме да го имплементираме нашето знаење и да одиме кон градење на високо квалитетно здравство. Се согласувам, ќе ни биде министерот за здравство гостин во блокот во 9 часот, па конкретно ќе го прашаме и тоа. Па две прашања ќе ги сумирам во едно на крај. Каков медицински кадар продуцира Македонија, македонското образование и какви медицински работници се потребни кај нас во нашето здравство? Значи, на медицински факултет јас ве уверувам дека имаме студенти кои што ми е чест да студирам со нив, кои што интензивно се трудат да се надоградуваат и сметам дека навистина продуцираме одличен кадар кој што ви кажав треба да му дадеме доверба дека можат нивната иднина да ја градат во нашата држава. За сите заедно колективно да придонесеме да имаме високо квалитетно здравство. Инаку навистина студентите со кои што сум јас обкружена се препосветени на нивната струка и тоа се гледа бидејќи навистина секој е желен да научи. На медицински факултет сега отворивме секции каде што, замислете, 315 студенти се пријавени да го надополнат своето знаење надвор од книгата, во рамките на нивниот образовен процес. Значи, покрај тоа што имаат они одредени колоквиуми полагања, се пријавиле да присуствуваат негде, односно сами да се собираат, да учат да се надоградуваат. Тоа покажува колку нашите студенти се посветени и колку се вложуваат. Да, и мислам дека, баш како што кажав, треба да ги чекаме, односно да не чекаат со широм отворени врати, бидејќи ние тука треба да вложуваме каде што сме и родени. Се согласувам во целост. Да. Мислам дека стварно треба да има поголеми можности, бидејќи многу можат. И еве и сега се гледа тоа кој навистина нели се вложува уште во средно. Можам да ги замислам сите тие што се сега со мене врвни ученици, какви студенти би биле, кога веќе нели станува и посериозно и така натаму. И мислам дека навистина вреди, но треба да се со стратегија да се пристапи кон тој проблем. Ќе прашаме денеска. Да, верувам дека и вие остварувате и средби како медицински факултет, забележав и дека остварувате веќе
средби комуницирате што е добро и што веќе и Министерството е отворено за диалог, така што се надевам дека ќе постигнете резултати во остварување на барањата. Ви благодарам што ми бевте денеска гости. Благодарам. Посакувам да ни биде на здравие светскиот ден на здравието, на сите нас и верувам во овие идни медицински кадри. Ви благодариме, многу ни значи. Ви благодариме и на поканата. Благодарам вам.